ние работиме на две паралелни патеки. Со опозицијата во целина и се разбира со пратениците во собрание, како се отвара јавната дебата таму низ комисии и така натаму. Што значи дека до денот кога на пленарна седница ќе го има првото гласење, опциите се отворени за да има договор со опозицијата по однос на уставните измени, па вклучувајќи и го планот од 3 точки кои што го представив вчера. Јас се надевам дека во наредниот период од влада ќе биде до собрание препратен драфтот, односно предлогот од страна на комисијата, и тука ќе почнат да се бројат роковите. Знаете дека треба прво комисија да разгледа, па 10 дена мислам дека треба да седи предлогот кај пратениците и така да поминат одредени уставни рокови да се дојде до првото гласање. Значи, до првото гласање, до тој момент имаме шанси за договор со опозицијата. Се надевам дека ќе биде поддржана од сите политички партии во Бундестагот, што ќе даде, се разбира, сериозна порака на поддршка од страна на Република Германија, која што и така никогаш не недостасуваше. Знаете, Сојузна Република Германија е еден од најконзистентните и најсилните поддржувачи на европската перспектива на регионот, посебно на Република Северна Македонија. Овие резолуции на поддршка се само потврдување символично на тоа што формално го има во преговарачката рамка. Иначе и без тие резолуции, идентитетот во Европската Унија е загарантиран. И како стануваме членка, тој само се промовира повеќе и повеќе.